Добар ден, драги гледачи, ова е новото издание на Откриени тајни. Како што најавив во претходните две емисии, ова е нов концепт. Имаме мали мотивациони предавања, 20 на минути ќе траат нашите емисии. Имаме за цел да допреме до вас мотивацијски пораки од мене. Идејата ни е во наредниот период да ги обработиме 24 карактеристики на генијалците, кои што ги открие на доктор Алфред Бариос. Зборевме за нив во претходните сезони на Откриени тајни, но во оваа сезона фактички сакаме да ги дообработиме и на некој начин да ги развиеме тие карактеристики сите ние. Со самото тоа ќе ни овозможи да имаме многу поголем успех во нашиот живот, а и како што впрочем кажа во претходните емисии, и самиот доктор Алфред Бариос има откриено дека тоа не се генетски предиспозиции, туку се карактерни особини. Што значи дека секој еден од нас може да работи на себе, на својот карактер, да ги развие овие карактеристики и особини, со тоа да го зголемиме нашиот успех. За денес одбрав две карактеристики од овие 24, поради тоа што за мене тоа некако е поврзано. Првата карактеристика, која што тој им откриено дека секој еден генијалец има, тоа е порив. Зборот порив значи желба и волност да работите кон нешто. Јака мотивација за да се оствари или да се постигне нешто. Сега тој вели дека генијалците имаат силна желба да работат напорно и долго и дека се тие спремни целосно да му се посветат на даден проект. И она што го предлага како да го развиеме нашиот порив е да се фокусираме на нашиот иден успех и да продолжиме само така. Затоа и денес кога што ќе го видите се две карактеристики за кои што ќе зборуваме во овие 20 на минути. Кога зборуваме за порив, неминовно е да кажеме дека тоа е поврзано на некој начин со целите. Поради тоа што самиот порив, самата желба, самата посветеност на нештото секако дека е поврзано со целите. Кога немаме целта поставено пред нас, фактички како што кажува и тој, бидете подготвени да му се посветите целосно на даден проект, фактички кога станува збор за проект, станува збор за некаква цел. Нешто кое што сакаме да го постигнеме во иднината. Впрочем, ако размислиме, единствената мотивација која што можеме да имаме е во иднината, не е во минатото. Често пати знаеме да бидеме заглавени во минатото и знам дека многу болни искуства, трауми, негативни работи кои што не се имаат случајно од минатото, не влечат кон назад. Тоа го обработивме во претходните емисии и за да не се навраќам, ќе упатам сите вас кои што сакате да знаете малку повеќе на таа тема, да ги погледнете нашите емисии на нашиот YouTube канал или кај доктор Жарко Костич или под Откриени тајни. Но она што го зборев прочени во претходните емисии беше важноста на целите, поради тоа што самата цел, како што споменав, го креира и го дава тој порив. Во оваа емисија она што би сакал да го кажеме следново. Ако кажеме, ако размислиме дека ние како индивидуи, како единки, еве сме ние, дека имаме наш универзум, така да го крстиме, или наши идеи, наши цели, наши имагинации, наши соништа, нешто кое што сакаме да го постигнеме. Тоа се планови кои што ги имаме за еднината, нешто кое што сакаме да го реализираме. Наш универзум, нешто кое што е поврзано со нас. Фактички ние сме многу способни да креираме идеи. И тоа е една од главните способности кои што секој еден од нас и секој битие го има. Да има своји идеи, да има своји цели, да има своји соништа. Се ова кој што гледаме наоколу нас е физичкиот универзум. Фактички тоа е реалноста која што ја знаеме како таква. Ова е се тука реалност на некој начин, но зошто е реалност? Поради тоа што претходно имал некој човек некаква имагинација, имал некаков сон, имал некаква цел. И поради тоа имагинацијата, соништата и целите се многу битни и се многу поважни и од самиот физички универзум. Ако го сватиме тоа, ќе ја сватиме и важноста на целите и колку фактички желбата да креираме нова иднина и да ги оствариме целите е поврзано со нашата среќа. Пак ќе кажам, гледате цело ова студио, целата телевизија била нечија идеја. Самите наши емисии претходно беа идеја. И колку повеќе работевме на тие идеја, почнуваат да биваат факти. Факт е нешто кое што е поврзано со физичкиот универзум. Ајде да видиме дека ова е, да кажеме, физичкиот универзум. Сето тоа што го имаме, сето тоа што се наоѓа околу нас, сето тоа што го поседуваме, реалниот свет. Тоа е физичкиот универзум. Но пред да се деси нешто во физичкиот универзум, секогаш имаме некаква илузија, секогаш имаме некаков сон и секогаш имаме некаква цел. Се додека го имаме тоа, го имаме тој, како што го викам, наш универзум и затоа е многу битен. Тој наш универзум е многу побитен од физичкиот универзум. Поради тоа што ако немаме цели,
немаме соништа, немаме нешто кое што сакаме да го постигнеме во иднината и пак ќе кажам, целата мотивација е во иднината. Најбитно. Иднината. Ова е поврзано со иднината. Гледате, сме чекор пред сегашноста. Ова во овој момент е сегашноста. Мојата мисла е малку пред сегашноста, за да можам да го искомуницирам се до тоа што го сакам. Ако сме малку во мислите пред овој момент, тогаш сме причина, тогаш го креираме нашиот живот, тогаш го креираме нашиот свет, тогаш сме среќни. Во моментот кога немаме цели, почнуваме да бидеме на некој начин загрижени со сегашноста поради тоа што не ја креираме нашата иднина. Иднината е нешто кое што е многу битно за секој човек поради тоа што ако не ја креираме таа иднина, ако не ги поставиме тие цели во иднината, тогаш сме загрижени како работите можат да испаднат и едноставно немаме контрола врз некој нешто кои што се случуваат на нас. Креативноста фактички, она што сакам да го кажам, зависи од тоа да имаме идеи поврзани со иднината. Секој еден човек, она што сака да го направи, да искреира некаков ефект, нешто да искреира. Дал е, не знам, сакам да ја израдувам сопругата или можеби сакам на работното место да се посветам и да го дадам најдобриот продукт и да искреирам позитивен ефект во околината. Можеби шефот да се израдува, сопругата, не знам. Сопругата сака сопруга да го израдува, сака да направи прекрасен ручек, но е секогаш еден чекор пред реалноста и тоа е тоа кое што можете да го крстите сон, можете да го крстите цел, како и да е. Но фактички креативноста имаме само кога го имаме тој наш универзум и кога ги имаме нашите цели, а тоа ни дава порив да работиме на нештото напорно и долго, како што сака доктор Алфред Бариос да каже, и е карактеристика фактички на самите генијалци. Ќе дадам еден пример проврзано со ова. Една девојка ми приде да ми каже нешто поврзано на оваа тема и ми вели: последните пари ги дадов да отидам да го видам татко ми. Татко и беше во една ситуација каде што е можеби стопиран, малку ги имаше загубено своите цели, пензиониран. Не значи дека кога луѓето ќе отидат во пензија се стопирани воопшто, но ако немаме цели, без разлика дали сме во пензија, не сме во пензија, едноставно сме стопирани, но многу често имате пензионери кои што баш сакаат тој период кога се во пензија да постават нови цели, нови креативни активности за да можат едноставно да си постигнат и среќа и успех и радост во својот живот. Она што ми го кажа девојката е следното: последните пари ги дадов, ставив бензин да отидам да го видам малку подалеку живеа. Дојдов кај него и првото нешто што почна да ми го кажува е дал се платени сметките. Ама кои сметки? За тековниот месец станува збор. Дал е платено ова, дал е направено ова, дал е средено тоа. И цело време грижата беше поврзана со финансии и со пари. И сега девојка да го праша: ама тато, нели имаше доста пари во банка? Колку пари имаш? Станува збор за неколку илјадници евра и така натаму. Но човекот беше загрижен поради тоа што немаше иднина и поради тоа што поточно речено не ја креираше тој самата своја иднина. И она што ми го кажа, поврзано со вистинитоста на тоа дали сме креативни или не, и се до тоа има врска, дали имаме страв за иднината или немаме, беше дека таа што ми кажа, последните пари ги дадов за да можам да го видам татко ми, воопшто не бев загрижена за иднината и не бев во страв, а самиот тој поради тоа што беше во статична состојба, поради тоа што немаше идеи за идејата, поради тоа што немаше креативност, беше повеќе исплашен, без разлика на тоа колку многу повеќе пари имал заштедено во банка. И ова не значи дека не треба да имаме пари заштедено во банка, и ова не значи дека треба да се оставиме само со 500 денара во џеб за да ги ставиме во колата за да ги видиме нашите блиски. Но идејата и поентата е друго, е дека кога го имаме тој наш универзум, тогаш имаме креативноста, тогаш имаме сигурноста, тогаш имаме среќата, тогаш ние го креираме животот, животот не креира нас. Да имаме две ситуации. Едната, кога сме ниско со емоциите, кога ги имаме загубено со ништата, кога ги имаме загубено целите, тогаш сме на некој начин ефект на сите околни работи кои што ни се случуваат на нас. Сме ефект на животот или би рекол, животот нас не креира. Во моментот кога ги имаме нашите цели, кога сме подготвени да се посветиме на тоа, кога работиме на сето тоа, во тој момент ние сме причинители, го градиме нашиот живот, сме креативни и фактички нашата креативност ја наметнуваме на физичкиот универзум. На некој начин тоа е среќа. Дали можеме нашите идеи да ги наметнеме врз физичкиот универзум? Ако фактички немаме наши идеи кои што сакаме да ги наметнеме, со друг збор да ги реализираме,
врз физичкиот универзум, тогаш немаме ни зашто живееме. Реков во првата емисија дека животот сам по себе нема цел и дека за да имаме успешен живот мораме да му поставиме некоја цел за да можеме да имаме игра, за да можеме наутро да се будиме поради нешто. Впрочем, ако го немаме тоа, животот едноставно станува досаден и не е премногу интересен да се креира. И она што е битно и што сакам да го направам во оваа емисија, да дадам некои практични совети, клучни совети за мене, како можеме да ги постигнеме нашите цели. Фактички, првата работа која што треба да ја знаеме во врска со целите и постигнување на целите е дека не треба да имаме грижа за иднината, не треба да имаме страф за иднината, едноставно не треба да имаме сомнеш дека ќе ја постигнеме целта. Ако ова е целта која што сакаме да ја постигнеме, некаков сон, некоја желба, нешто што сакаме да го направиме, ако ова сме ние. Колку ни е појака намерата да стигнеме до целта? Со други зборови, колку имаме поголема сигурност дека ќе успееме? Колку повеќе не се колебаме? Имаме нула резервираност и негативни идеи дека можеби нема да успееме. Сигурни сме дека ќе успееме. Гледате, таа позитивност, таа храброст ни дава на некој начин карактер, ни дава харизма, ни дава намера и едноставно физичкиот универзум не е појак од нас. Нашите имагинации, нашите мисли, нашата намера, нашата посветеност, нашиот порив, нашата верба во целта е она кое што е го контролира физичкиот универзум. Тоа е побитно од физичкиот универзум и препреките. Физичкиот универзум се она што ќе ни го направи се препреки како да стигнеме до целта и тоа е убавината. Тоа е играта. Фактички тоа на некој начин ни го влече интересот, што друго ќе се случи, дали ќе се справам со овој проблем. Се што ќе излезе на патот, можам да го надминам ако имам верба и ако имам сигурност дека ќе дојдам до целта. Што се случува ако трнам кон целта и си викам па не знам дали ќе ја постигнам, не знам што ќе се случи, можеби и нема, не сум доволно добар, немам знаење, едноставно немаме сигурност, имаме цел, тука сме ние, но фактички нашата намера, нашата волност да стигнеме до сето тоа е мала и она што се случува, физичкиот универзум ни наметнува повеќе и повеќе препреки. Фактички, вистината е дека не ни наметнува физичкиот универзум препреки. Ако имаме несигурност, немаме верба во нас, немаме посветеност, не сме сигурни дека ќе успееме, она што го правиме е ние одбираме препреки и велиме дека поради нив не сме усмееле да стигнеме до целта, поради тоа што ни требаат оправдание. Оправданијата фактички не ни користат. Но што се случува ако јас не сум сигурен и не сакам, пример да отидам да направам некакво предавање, не знам, треба да идам во Охрид, сакам да направам предавање таму, ама фактички и не сакам, не сум сигурен дали ќе успеам, не сум сигурен во себе, се плашам дали ќе испадне секако што треба, сето тоа мене, за да јас се оправдам, гледате, умот сака да ни најде оправданија. Умот сака да ни направи една услуга на самите нас, да не биде толку тешко ако не успееме, едноставно ќе си најдеме оправдание кој што ќе се убедиме ние у тоа оправдание. Ете, ако не ја сакаме целта, ако не сме спремни да идеме кон неа, ако немаме сигурност и самодоверба, прво нешто што умот ќе го направи е ќе најде оправданија во физичкиот универзум и ќе ги избере за препреки и оправданија зашто не е можно да се постигне таа цел. Како мојот ум, например, би функционирал ако сакам, ако не сакам, со други зборови кажано, да отидам да го направам тоа предавање, се ќе ми смета. Времето не е добро, па нема доволно публика, немам сега време, не е сега момент, на лето има повеќе луѓе. Гледате, се ќе направам само за да најдам оправдание зашто да не тргнам кон целта и да ја остварам. Така да ако немаме сигурност, ако немаме самодоверба, ако имаме колебање, ако имаме сомнеш, ако имаме страф, првото нешто кое што ќе се случи, поврзано со целта, е дека ќе најдеме оправдание. Но веруете ми, оправданијата воопшто едноставно не ни требаат, не ни се потребни, но ние ги наоѓаме и тогаш ние ќе се убедиме дека нештото е невозможно да се направи. Во Америка има една многу убава поговорка која што вели: ако има волја, секогаш ќе се најде начин. Ако немаме волја, секогаш ќе најдеме оправдание. Така е и со целта, ја би додал дека ако немаме сигурност, самодоверба, ако поставуваме страф и грижа во иднината, што е грижата? Фактички грижата ние проектираме негативна слика за иднината и тоа не може да не мотивира. Она што може да не мотивира
е само позитивната слика за иднината. Ако сме оптимисти, ако сме ентузијастични, ќе збориме за тоа во наредните емисии. Но кога ја проектирам страв, негативна слика, нема да успеам, нема да биде како што треба, страв ми е од неуспех, сето тоа е негативно нешто и тоа не може да ме мотивира и ме враќа назад на некој начин. Ако ја ставам таа позитивна слика, едноставно да мислам дека се ќе биде како што треба, дури и да излезат препреки дека ќе ги надминам сите тие препреки, тогаш имам мотивација поради тоа што ја држам таа позитивност, се фокусирам на нашиот иден успех. Како што и го кажав на почетокот, вели развијте го својот порив преку фокусирање на вашиот иден успех. Не се фокусирам на неуспехот. Тоа што го правам е фактички се фокусирам на успехот и поради тоа ја враќам мојата мотивација. И сега многу е битно кога ќе почнеме да замислуваме нешто што сакаме да го постигнеме во животот како цел. Едноставно да го замислиме на еден лесен начин. Во претходната емисија зборував за несериозноста и се надевам дека бев точно разбран. Несериозноста, кога ќе кажам, значи со дух на игра, дека е забавно, дека е лесно. Баш онака како што сме имале детски игра кога сме биле помлади. Знам дека како тече животот, собираме трауми, негативни искуства, негативни моменти во нашиот живот, разочарувања, проблеми, сето тоа, како што кажав, не влече со унаводници да не спаси таа потсвест од нови разочарувања и загуби и така натаму. Можеме да станеме многу предпазливи кон нашите цели, многу конзервативни, многу да внимаваме. Не треба да не направиме план во врска со целта. Но гледате, не можете да цело време планирате во животот и едноставно се да биде испланирано до најмал детайл и се додека се не е испланирано да не трнеме поради тоа што некогаш мора да трнеме и да се справиме со непредвидливите работи кои што секогаш ќе ги има, впрочем кога ќе трнеме на тој пат. Но она што е битно, кога ќе замислиме целта и кога мислиме на неа, да не го правиме тоа премногу сериозно. А сериозноста пак е поврзана со страв. На некој начин колку повеќе мечтаеме и сакаме да поставиме цели, ама сме во страв, на некој начин ни се враќаат нозете. Зборев за слобода да грешиме, едноставно дека човекот мора да биде волен да прифати победи и пораз. Ако идеме со таа растеретеност, дали ќе успееме или нема да успееме, многу полесно успеваме. Обично. Знаеме дека сакаме да ја постигнеме целта, но не е крај на светот и ако не успееме поради тоа што ќе имаме нов обид. И од секоја грешка можеме да учиме точно за тоа и ќе збориме во понатамошните емисии. Но кога го правиме таа слика, таа цел, таа мечта, тој сон, што е тоа што сакаме да го постигнеме во иднината, ја гледаме сликата, тоа е нешто кое што не прави да се чувствуваме убаво, го правиме на некој начин со високи емоции. Колку сме повисоко кон целта, колку со повисоки емоции мечтаеме за целта, толку полесно се реализира. Знаете како некогаш кога едноставно ќе сте си зацртале нешто со лесноти, едноставно не сте го мислеле премногу, не сте биле загрижени дали ќе се деси или не. Знам дека ќе се деси. Едноставно со високи емоции, со позитивна енергија, забавно е, знам дека ќе се случи и однаш таа леснотија на енергијата која што ја праќаме во физичкиот универзум многу поефективна е отколку да земам и сериозно и да мислам и да се плашам и да правам стратегии, планови, ако не успеам и така натаму, не дека не треба да го испланираме и можните препреки, како што кажавме, едноставно не треба да го земеме сето тоа премногу сериозно, затоа што колку посериозно ги земеме работите обично не бегаат надвор од контрола. Друго нешто кое што е многу битно во врска со целите е акцијата. Секогаш за да ја постигнеме целта мора да се впуштиме во акција. Видите, секој сон ќе остане сон ако не преземеме дејство. Фактички магијата во постигнување на целите, мислам дека е баш акцијата која што треба да ја преземеме. Можеме да сонуваме за нешто и да преземеме акција и работите ќе се случат, поради тоа што на тој начин ја приближуваме иднината кон сегашноста. Пример, давам секогаш за ова, на пример, ми се случило некогаш ќе бидам заграден со кола на некој паркинг и одеднаш некој се паркирал пред вас. Имаме две опции, да чекаме и да мислиме дека ќе дојде, едноставно да излеземе надвор, не со љутина, сериозно, едноставно да прашаме. Да не е во овој кафич, да звониме на домофон, може би на некоја врата, едноставно да провериме дали човекот кој што има паркирано пред нас е таму. Она што јас верувам е дека таа акција не е без значај. Може некој ќе каже да, ама случајно човекот дошол во тој момент. Она што ја верувам е дека секоја акција предизвикува целта да дојде поблиску до нас. Друг пример е, ако сакаме да најдеме работно место и може би сме чукнале на една врата или сме направиле едно интервју, второ интервју, трето интервју, четврто интервју, еднаш ќе се разочараме, ама немојте.
поради тоа што секој едно од тие интервјуа фактички предизвикува универзумот да се намести на таков начин да целта дојде што поблиску од нас. Така да фактички акцијата е таа која што ни предизвикува реализирањето на целта. Не се нашите мисли и самите соништа, да, мораме да ги имаме, но фактички кога ќе почнеме да влагаме во акција, кога почнуваме да правиме конкретни чекори поврзани со реализирање на нашата цел, тогаш сме многу блиску до целта, секако мораме да истраеме. Ќе збораме за тоа, но многу сме поблиску до целта во моментот кога ќе преземеме акција, поради тоа што не можеме едноставно да седиме дома и само да мислиме дека ќе има подобро утре, а фактички ништо да не преземеме со нашите чекори. Уште нешто кое што сакам да го кажам поврзано со целта и мислам дека е многу битно, е како ќе ја формулираме или замислиме целта. Има нешто во филозофијата кое што можеме да го речеме како првостепена идеја и второстепена идеја. Ако кажеме сум ја, или да кажам сакам во иднина, а тоа е тука некаде, да бидам богат. Значи, ова е втората идеја, ова е иднината. Кажеме овдека се гледам јас како сум богат, но првостепената идеја, она од која што тргнувам во овој момент, што е? Ако сакам во иднина да бидам богат, првостепената идеја, мојата вистинска верба, фактички која што ја крира мојата реалност, е дека не сум. Гледате, тоа кое што го мислам во овој момент, не во иднината, тоа што го мислам сега за мене, е првостепена идеја, нешто во кое што сега верувам во тој момент. Ако кажам во иднина ќе бидам богат, мислам дека не сум. Подобро е да кажам сакам да бидам побогат. Или ако кажам дека во овој момент се чувствам доволно богат или сум богат, тогаш таа првостепена идеја дека не сум богат ја менувам во првостепена идеја дека сум богат. Гледате, ако не почнете да ги менувате мислите сега, од овој момент, работите нема се променат. Поради тоа што ако цело време ставаме во иднина, ќе се деси, ќе биде, ќе се случи, фактички секогаш реалноста ја тргаме чекор понапред од нас. Тоа не значи дека живееме у илузија или дека халуцинираме, но почнуваме да ги контролираме мислите, затоа што разбираме дека тоа што овој момент јас го мислам е најбитното и е тоа нешто кое што креира мојата реалност. Или ако имате идеја депримиран сум, не се чувствувам убаво, секојаш сум несигурен, секојаш имам страв. Тоа е вистината, поради тоа што вие го креирате вашиот универзум со вашите мисли. Фактички тој универзум сме го искреирале и толку веруваме во него, имаме најсилна верба во тоа кое што е сега. Ако јас немам работа, или ако немам девојка, или ако не сум реализиран на некој од полињата во кои што можеме да се реализираме во животот, има некои идеи, има некои концепти во мене, има некакви мисли кои што дефинитивно не ми помагаат. И она што е најбитно е прво да ги промениме мислите, поради тоа што какви ни се мислите, такви ќе бидат емоциите, такви ќе не бидат акциите или не акциите. Ако сме во страх, ако сме негативни, ако цело време мислиме дека се е лошо, тука не може да се успее, депримиран сум, немам позитивни луѓе околу мене, за никаде на работното место, се е негативно, толку многу го креираме тоа да фактички тоа е реалноста. Прво нешто што треба да направиме е да го промениме тој концепт како ни е сега. Ако сега ги смениме мислите, и секој ден може да го направи тоа баш во овој момент, на тој начин почнуваме да ја менуваме реалност. Имаше многу убав пример за ова. Джим Кери, познатиот актер, гледав едно интервју каде што пред да ја добие првата работа, од која што има добиено голем чек, фактички плата, од својата улога, си го имал напишано чекот. Не знам, многу порано на сумата која што, сега не знам дали баш таа сума има добиено, но гледате го предвидел тој момент. Он си го напишал чекот, дека веќе го има добиено или тие финансии ги има веќе добиено. Гледате, ја направил иднината првостепена. И немаше приказна за Новак Џоковиќ, не сум сигурен дали беше баш за него, а мислам дека е, дека како мал уште правил макета картонска од Вимблдонскиот пехар. И едноставно се гледал како го има освоено Вимблдон. Гледате, ја креира целта како веќе да се случи на она што би сакал да го направиме. Веќе кога ја замислувате целта, замислете дека веќе е остварено. Некогаш сакам да ги запишувам тие цели, сакам да напишам дека
сум го постигнал тоа што го сакам, мојот сон е остварен. Едноставно се гледам во иднината дека веќе е реализирано. Поради тоа што сакам иднината на тој начин да ја приближам до мене, да ја направам првостепена, а не секогаш да ставам во иднината, ако викам еден ден ке, на некој начин ја тргам, го тргам тој мој успех надвор од моментот. Иако можеби во тој момент не се случува, како што кажав, со акцијата, со моите идеи дека сум веќе таму, дека го гледам тоа, верувам во тоа. Знаете како кога сме биле деца, и тоа многу често го говорам. Децата, кога сум бил на одмор, знам колку не сум спиел пред да тргнеме на одмор со моите родители. Цела вечер не сум спиел поради тоа што се гледам во морето, го чувствувам морето, плажата. Едноставно сум веќе таму. Го замислувам тоа дека е така. Она што е многу битно, како наредна точка која што сакам да ја пренесам на вас, е интересот кон вашата цел. Баш како децата, гледате, интересот е нешто кое што ќе ни помогне да ги надминеме сите препреки кои што ни се уваа до целта. Ако е целта нешто кое што сакаме да го постигнеме, ние сме тука. Рековме дека на патот на целта, кон целта имаме препреки кои што треба да ги надминеме, имаме слободи, односно начин како да ги надминеме тие препреки за да стигнеме до целта. Ако немаме интерес кон целта, со други зборови, ако целта не мотивира, ако не е нешто кое што сакаме да го постигнеме, многу често ќе бараме оправдание зашто не ги надминеме препреките да стигнеме до целта. Ако целта ја сакаме, тогаш самиот интерес кој што целта ни ја буди, ни е алатка, орудие за да ги надминеме сите тие препреки. И тука доаѓа една многу битно правило дека ние мораме да одбереме што е тоа што го сакаме. Често пати имаме наметнати цели. Но ако ние преземе одговорност, ја сакаме целта, ете тогаш не ми изговори, затоа што ја одбрав целта. Ја сакам целта, ќе идам да ја постигнам, секако дека ќе го искомуницирам сето тоа за да добијам помош од околината за да ми помогне да ги надминам препреките и да ја постигнам целта, но кога ќе преземам на некој начин власништво, моја е целта. Не ми ја кажал некој друг, јас тоа кое што сум решил да го правам, ќе го правам, и едноставно не дозволувам околината да се помеша за да ја стигнам до целта која што сакам да направам. Секако целта треба да биде конструктивна и секако дека некојаш во своите цели треба да ги мотивираме и другите луѓе, но ако веруваме во целта, ако ја сакаме целта, ќе видите дека и околината на некој начин ќе почне да ви помага да ја постигнете целта, поради тоа што вербата, ентузијазмот кон целта станува заразен. Едноставно и другите луѓе имаат желба и волност да ви помогнат да ја постигнете целта која што сме одлучиле да ја направиме. И она што е многу битно, кое што секогаш треба да го имаме на ум, дека ќе имаме успони, ќе имаме падови, ќе имаме разочарувања, но истрајноста е нешто кое што е за мене клjuč за да се постигне успех во остварување на целта. Истрајноста е квалитет кој што е поврзана со храброста да се продолжи, со сигурноста, со вербата во целите. Тоа е еден квалитет кој што го имаат јаките луѓе, секако и карактеристика на генијалците. Поради тоа што целта, за да ја постигнеме, како што кажав, за да ни направи животот да ни биде интересно, ќе ни стави препреки. Ако не сме сигурни тоа што го сакаме, дали е тоа што го сакаме, ако не сме сигурни во целта, ако не сакаме ние да ја постигнеме целта, зошто сакаме да ја постигнеме целта е битно. Кого ќе го направам среќен? Гледате, целите се многу често за другите луѓе. Ние ќе бидеме среќни, ама ние сме среќни кога ќе ги направиме и другите луѓе да бидат среќни поради тоа што сакаме да креираме позитивни ефекти во околината. Истрајноста е клjučот поради тоа што не е секогаш лесно да се дојде до целта. Некогаш имаме големи цели и треба многу подолго време да работиме на нив, но едноставно треба да ги надкреираме сите тие препреки. Треба постојано да работиме на неа. Треба да имаме постојано во комуникација со целта, да знаеме што сакаме. И како што кажува и Алфред Бариус кога збори за посветеност на цели, дека генијалците знаат што сакат и одат да го постигнат тоа, и она што го советува дека треба да имаме нешто конкретно, да земеме контрола врз нашиот распоред и живот и да имаме нешто конкретно кој што ќе го сработиме секој ден. Во колку имаме некоја цел, не можеме да заборавиме на целта. Треба секојдневно да работиме, барем мал дел, да сработиме и да дојдеме до поблиску до целта која што сакаме да ја поставиме. Затоа што надминувајќи ги овие препреки, на тој начин фактички ја враќаме мотивацијата за да дојдеме до главната цел. И често пати луѓето сакаат слобода. И не дека не е битна слободата. Едно од најбитните работи во животот е да имаме слобода. Но слободата
а по тука подразбирам способност, време и така натаму, се битни за да се постигне целта. Каде тоа ни се алатки кои што ако не ги искористиме, нема да поставиме и да ги постигнеме самите цели. Така да слободата е битна, поради тоа што слободата е дел од играта на животот, а се во насока да се постигне целта. Ако имаме целата слобода на овој свет, каде едноставно ќе ни биде досадно. Имам слобода, имам време, све имам. Но поради тоа што животот е игра, мора да имаме цели и мора да ја инвестираме таа слобода за да научиме нешто плюс, за да ги зголемиме своите способности, за да добиеме знаење, за да се стекнеме со поголема сигурност и самодоверба, за да можеме со самото тоа да ги надминеме овие препреки и да дојдеме да ја реализираме целта. И она за крај, што сакам да го кажам е следново. Често пати сонништата ни се губат. Често пати имаме разочарување. Фактички стопот во нашиот живот и губењето на мотивација е разочараност од целите. Во моментот кога ќе се разочараме и нема да ја постигнеме некој од целите, ни се губи еланот, ентузијазмот, мотивацијата, живоста на еден или друг начин. Но гледате, мораме да ги имаме целите, мораме да ги возобновиме, мораме да веруваме повторно дека можеме да постигнеме нешто, поради тоа што иднината е многу побитна од минатото. Како што велат, поради самото тоа во колата шофершајбната е многу поголема од ретровизорот. Поради тоа што многу е побитно каде ќе одиме, а многу е помалку битно колку разочарувања сме имали или каде сме биле. И ако ги изгубиме соништата, најдоброто од нас се губи. Поради тоа што животот има нека убава магија во себе. Често пати сакаме да најдеме логични оправданија зашто не можеме. Но треба да сватиме дека можеби тоа се оправданијата која што подсвеста ни ги дава во желби и обид да не спречи од ново разочарување. Но илузиите, соништата, целите, сонувањето, мечтењето е многу побитно од фактот, тоест реалност. Каде фактите се реалност. Но секогаш, пред било што да стане факт и реалност, морало да биде нечија илузија и нечиј сон. Ви посакувам денеска да сонувате и да продолжите да сонувате, а доколку имате било какви прашања, секогаш сум тука да одговорам на нив. Имајте убаво саботно и неделно попладне. Пријатно!